После неколку покажувања во јавноста како камуфлирани прототипи, дојде време за целосно откривање на Шкода Epiq, кој ќе придонесе електричната мобилност да стане подостапна. Базиран на новата MEB Plus платформа, со погон на предните тркала ќе понуди автономија доволна за подолги патувања и висока практичност. Само како пример, багажникот располага со респектабилни 475 литри. Но она што најмногу ќе привлекува купувачи е цената поставена на околу 25.000 евра. Во кросоверската каросерија со должина од 4,2 и меѓуоскено растојание од 2,6 метри, удобно може да се сместат 5 патници. Дизајнот му е во согласност со актуелниот стилски јазик Modern Solid и е прв модел целосно развиен според новиот визуелен рецепт на Шкода. Печатливи се линиите на предниот дел, кои ги истакнуваат отворите за воздух во браникот, опремени со активни капаци, што помага коефициентот на отпор на воздухот да се намали на 0,275. Светлата се во облик на буквата Т, а достапна е и Matrix LED технологија. Со својот чисти аглес дизајн, јасен распоред и минималистички стил внатрешноста од секој аспект е фокусирана на леснотијата за ориентација и ракување. Хоризонталната архитектура го подобрува чувството на просторност и отвореност, додека амбиенталното осветлување придонесува за пријатна атмосфера. Купувачите ќе може да бираат меѓу 3 погонски групи. Првите две имаат 116, односно 135 конски сили и батерии за 310 км автономија, додека најсилната располага со 211 коњи и може да помине 440 км. Се разликува и моќноста на полнење, но во секој случај за постигнување 80% од капацитетот се доволни околу половина час плюс минус некоја минута. Максималната брзина е 150 за послабите, односно 160 км на час за врвната изведба, на кој за забрзување до 100 на час и се потребни 7,1 секунда. Во поглед на безбедноста, Epiq може да им конкурира на автомобилите од повисоките класи. Напредните системи за асистенција реагираат на сообраќајните знаци и семафори, а панорамските камери го олеснуваат паркирањето. Овој модел е доказ дека големите промени може да дојдат и во мали пакувања и ќе игра клучна улога во проширувањето на портфолиото на електричната понуда на групата Volkswagen. Заедно со ID Polo и Cupra Raval ќе се произведува во Шпанија. Првите испораки треба да започнат во септември.